Почитуван председател на Собранието, господин Джафери, почитувани пратеници во Собранието на Република Северна Македонија, почитувани представници на дипломатскиот кор, почитувани гости, почитувани медиуми. Денес Скопје одбележува 60 години од катастрофалниот земјотрес кој во не толку далечната 1963 година градот го срамни со земја, оставајќи бројни жртви и последици. 60 години незаборав и длабока лузна во нашите срца за изгубените животи, на кои денес им одаваме должна почит. 60 години тажни спомени не на слика и едновреме препознатливо по својата уникатност, по која и денес се копнее. Во нашата колективна меморија вечно ќе остане врежан 26. јули, кога точно во 5 часот и 17 минути разорниот земјотрес го погоди нашиот главен град, а трагата која ја остави беа бројни загинати, повредени и илјадници без покрив над главата. Денес се сеќаваме на загинатите, сочувствуваме со нивните семејства, кои се уште ја чувствуваат болката, но исто така се сеќаваме и на храброста на сите оние кои од хаосот и руините на 26. јули помогнаа да се роди едно ново Скопје. Од една од најголемите трагедии кои ги доживува градот со помош на скопјани, но и со помош на целиот свет, успева да се издигне повторно. И градот убав повторно никна. Скопје се издигна врз темелите на уратините и уништеното, се роди ново, модерно Скопје, кој внесе нов космополитски дух и енергија во која се сплотуваат старото и новото, современото и традиционалното. Таа моќна трансформација, идеја за подобро утре, никогаш нема да престане да не инспирира. Скопје стана символ на светската солидарност, сплотеност и огромната пожртвуваност на сите оние кои помогнаа да се изгради градот, кој доби нов архитектонски изглед. Скопје денес е познат како град на солидарноста и тоа дефинитивно не е само фраза. Град на солидарноста е кодот на Скопје. Потресните слики од разрушените згради, тагата и болката на загинатите, за повредените, ја потикнаа големината на хуманоста, солидарноста, човечноста. Повикот за помош се слушна насекаде, а помошта почна да пристига од сите страни на светот. Луѓето од целиот свет подадоа рака и заедно со нашите граѓани помогнаа Скопје да добие нов лик. Во тие моменти непроценливи беа зборовите на утеха и споделување на тагата и болката со скопјани од последиците кои зад себе ги остави разорниот земјотрес. Многу бројки има од тие денови кои на хартија се можеби само бројки, но во реалниот живот значат искрена човечка солидарност и помош кога е најпотребно. Речиси секоја зграда, секој дел, улица во Скопје е споменик на солидарноста. Над 80 земји оставиле толку многу зад себе. Тафталиџе, Маџари, Ѓорче, Козле, Центар, за секоја ќе се сеќаваат на долгите списоци на објекти, училишта, поликлиники, станови, бараки, детски градинки, подарок од целиот свет. Музеот на современата уметност, каде се наоѓаат делата на големите Пикасо, Вазарели, Лубарда и голем број други кои на разрушениот град како подарок му ги испратија своите дела. Основното училиште Јан Амос Коменски во Тафталиџе, специјалната болница во Козле, но и препознатливата универзална сала, која е подарок на 37 земји од светот, ќе не подсетуваат вечно на тоа што значи солидарност во најтешките моменти. Никогаш нема да ја заборавиме оваа солидарност и затоа денес ја покажуваме на дело. Северна Македонија секогаш знаела да понуди помош и поддршка и да помогне на загроѓените, на немоćните, на изнемоштените. Помогнавме и подадовме рака кога тоа беше потребно. Бевме дел од спасувачките мисии и помогнавме со учество во хуманитарни акции и со парична помош во санирањето на последиците од катастрофалните земјотреси во Турција и Сирија. Учествувавме и во спасувачките акции по силниот земјотрес која погоди Албанија, каде испративме парична помош за санирање на последиците од земјотресот. Со финансиска и хуманитарна помош помогнавме и за санирањето на последиците од големите поплави во Албанија. Се придруживме на глобалните напори за помош на украинскиот народ, каде испративме хуманитарна и воена помош и даваме поддршка на Украина во зачувување на нејзиниот територијален интегритет и суверенитет. Светот го памети и нашето гостопримство и за илјадниците, стотиците бегалци кои поминале, транзитирале или привремено останувале кај нас. Но и во бројни други прилики сме ја покажале нашата грижа за благосостојба на другите, кога и тие биле соочени со деструктивните последици од природните непогоди. Ја покажавме и сега, кога на нашиот сосед Грција, кој се бори со огнените јазици, исто така им понудивме помош, како што тоа го практикувавме и претходни години, кога помош беше потребна во справување со пожарите кај нашиот јужен сосед.
Солидарноста живее во нас и со нас. И затоа вечно ќе бидеме благодарни за несебичната помош од над 80 нации низ светот, помош која се втисна во душата на Скопје, пренесувајќи порака дека само здружени и заедно можеме да ги надминеме сите предизвици и да ја оствариме секоја цел и секоја визија. Катастрофалниот скопски земјотрес кој е длабоко врежан во нашето минато, за нас е поука и порака да продолжиме сплотени да го чуваме и градиме нашето општество врз темелите на солидарноста, пожртвуваноста и заедништвото. Да градиме општество базирано на демократски вредности, на грижа за другиот, емпатија и хуманост, вредности кои ќе ги пренесеме и на генерациите кои следат. Заедништвото, почитта кон другите и подавањето рака секаде и секаму нека бидат наш мотив како на приватен, така и на работен план. Скопје е нашиот главен град. Да го негуваме и чуваме и да се грижиме за него и за нашата држава, како што тоа го правили и предците пред нас, а ќе продолжат генерациите по нас. Скопје памети, Скопје благодари и Скопје продолжува да живее. Ви благодарам.